4 лица државјани на Албанија се повикани на информативен разговор во Струшката полициска станица во врска со последните пожари на депонијата во Струга. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски за ОСАД потврди дека во моментов се водат разговори околу нивната евентуална инволвираност во пожарите, а ОСАД неофицијално дознава дека всушност станува збор за поголема група од 11 лица од Албанија за кои постојат сомневања дека го подметнале пожарот. Депонијата и денес чади, а во градот и блиските населени места не се диши. Po, kam ndërtuar shtëpi këtu. Имам куќа тука, но депонијата не ми се доаѓа. Сите села во Струга немаат ниту вода, за депонијата не знам што да кажам, немам зборови. Од Австрија сум. Децата сега се дојдени, но што ја гледаат депонијата, немаат намера да се вратат. Како да се вратат во овој чат? Што се однесува до депонијата, јас таму имам своја лична земја, 4 хектари, од кои дел се посадени со лешници. Однесов вода за анализа затоа што имам бунар со кој ги наводнувам лешниците. Излезе дека водата е 18 пати повеќе загадена со тешки метали како олово, жива и фосфор. Дуи е со години на власт, но ништо до денес не направи. Кога Дуи беше на власт, ја донесе депонијата во блатото. Блатото не е за депонија. Блатото е за плодови за народот. И хотелерите велат дека постојано стигнуваат реакции до нив од страна на странските туристи. Доста од гостите реагираат, особено во претходните неколку денови, односно во деновите кога е запалена депонијата, затоа што навистина се осеќа еден мирис, чад, значи едно штипење на грлото и доаѓаат, реагираат, значи бараат од наша страна да реагираме за да се изгаси депонијата или ќе ја напуштат хотелот. Проблемот со Струшката депонија кулминира летово, а централната и локалната власт никако да најдат дури ни привремено решение. Од невладиниот сектор најавуваат еколошки протести во градот.